Право на слободен пристап до информации од јавен карактер за лицата со попреченост. Слободниот пристап до информации од јавен карактер е процес во кој лицата со попреченост имаат еднакви човекови права како и сите други граѓани. Во Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер се уредени условите, начинот и постапката за остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Согласно одредбите од овој закон, имателите на информации се должни да овозможат информираност на јавноста преку нивните интернет страници. Информации од јавен карактер се информации кои во било која форма ги создале или располагат имателите во согласно со нивните надлежности. Иматели на информација од јавен карактер се државни институции, општини, јавни установи и служби, јавни предпријатија, правни и физички лица кои вршат јавни работи, како и политички партии во делот на нивните приходи и трошоци. Пред да ги побараме информациите, треба да провериме на интернет страниците на имателите кои информации од јавен карактер се веќе објавени. На овој начин ќе ги најдеме и контакт податоците од службеното лице кое е задолжено да ни обезбеди потребната помош. Информацијата можеме да ја добиеме преку увид, фотокопија, препис, во електронска форма или на начин кој нам најмногу ни одговара. Увидот во бараната информација е бесплатен. Ако информацијата која бараме е многу обемна, тогаш можеби ќе треба однапред да платиме одреден надомест за материјалните трошоци. За да ја добиеме информацијата, до имателот треба да поднесеме барање за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барањето се поднесува писмено, усно или во електронска форма. Писменото барање го поднесуваме на утврден образец, на обичен лист хартија или по електронски пат. Претходно го пополнуваме на македонски јазик со кирилично писмо, а ако е службен јазик ни е различен од македонскиот, можеме да го пополниме на службениот јазик и писмото кое го употребуваме. Во барањето треба да наведеме дека се бара информација од јавен карактер, називот на институцијата од која ја бараме информацијата, нашето име и презиме, која информација ја бараме, како и на кој начин сакаме да ја добиеме. Доколку е потребно, треба да ги наведеме и податоците за застапникот или ополномоштеното лице. Пополнетото барање го доставуваме лично, преку пошта или по електронски пат. Никој нема право од нас да бара образложение за причините поради кои ја бараме информацијата. Одговорот треба да го добиеме веднаш или најдоцна во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето. Во случај на усно барање, информацијата треба да ја добиеме веднаш, но не подоцна од 5 дена. Во исклучителен случај, кога бараме пообемна информација или ни се овозможува деломен пристап, рокот за одговор може да се продолжи најмногу до 30 дена. Информацијата ни се доставува на начин и во форма која е наведена во барањето. А доколку бараме увид во информацијата, треба да ни биде обезбедена просторија и доволно време за обработка. Запомнете дека е забрането препишување, снимање, фотографирање или преземање на дадената информација на друг начин. Информацијата која ја бараме, имателот може да ја обезбеди целосно, делумно или да го препрати барањето на друг имател на информации. Од друга страна, имателот може да ги одбие пристапот до информацијата која ја бараме со решение. Ако на барањето не добиеме одговор во законски пропишаниот рок или не сме задоволни од добиениот одговор, имаме право да поднесеме жалба. Во жалбата треба да го наведеме називот на имателот на информацијата кој го одбил барањето за пристап до информацијата од јавен карактер или пропуштил да донесе решение, како и причините поради кои не сме задоволни од одговорот. Својрачно подпишаната жалба ја поднесуваме во писмена форма до Агенцијата за заштита на право на слободен пристап до информација од јавен карактер. Жалбата ја поднесуваме во рок од 15 дена од приемот на решението или по истекот на 20-тиот ден. Ако не е донесено решение од страна на имателот на информацијата по барањето за пристап до информација од јавен карактер.
Барете пристап до информација од јавен карактер со кои располагаат институциите на централно и локално ниво. Имате право! Видеото е подготвено во соработка со Агенција за заштита на право на слободен пристап до информации од јавен карактер. Оваа видео е овозможено со подршка на Фондацијата Отворено општество Македонија. Содржината на оваа видео е одговорност на Сдруженијето Инклузива и не ги изразува ставовите на Фондацијата Отворено општество Македонија.